Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Еве во оваа недела, непосредно пред празникот на воздвижувањето на честниот крст Господов, во денешното Евангелие, Црквата не подсетува одново и одново на најголемата љубов што ја доживел овој свет некогаш. А тоа е дека Бог толку го возлюби овој свет, што го испрати во него својот возлюбен син, кој што секогаш беше во прегратките на Отецот. И в Евангелијето ни вели, никој не си искачил на небото, освен Богочовекот Христос. Но Христос никогаш не отстапил од небесата и никогаш не ги напуштил прегратките на Отецот, поплотувајќи се. Понешто треба да го знаеме дека човекот после падот единствено во Христос и со Христос се враќа таму од каде што отпадна. Го исполнува во Христос своето предназначување, исполнува смислата на своето постоење. Ја остварува целта за која што е создаден, а тоа е да оствари љубовна заедница со Бог и да живее вечно. Затоа, драги браќи и сестри, никогаш не смееме да заборавиме на таа љубов или, не дај Боже, да се залажуваме себе си, да бараме повозвишена и љубов со поголема и со длабока смисла од оваа која што Христос ни откри. Доаѓајќи во овој свет, а ни го откри Отецот, ни го покажа Отецот. И од друга страна, кој ќе ни даде нешто поскапоцено и позначајно во ова свет од она што ни го даде нашиот Создател, нашиот Отец Небесен, и кој ќе ни посведочи, ќе ни покаже поголема и повозвишена љубов од оваа, од и нашиот Отец Небесен не ни даде нешто што имаше напретек. Од и што и да ни дал, друго би ни дал помалку од тоа што веќе ни даде. Ни го даде најскапоценото нешто, ни го даде својот единороден син. Затоа нема поголема љубов од ова. И на таа љубов мора да одговориме соодветно. И еве, во пресред на празникот на воздвижувањето Христово, Црквата не подготвува во оваа недела пред воздвижението со ова Евангелие да излеземе во пресред на својот личен крст. А оне кој што го зема својот крст и го носи со смирение и чекори по Христос на таинствен и спасителен начин за самиот себе, за својата душа зема учество во крстот Христов. Единствениот крст кој што има смисл. Од и носењето на својот личен крст, а нема човек кој што не го носи крстот животен во овој свет. Но без учество во крстот Христов, носењето на таков крст е една агонија во затворен круг на страдање, на мазохизам, која што никогаш не завршува и која што нема смисла. Носењето на крстот свој и одењето по Христос значи воскресение, значи живот вечен, значи враќање при Бога и Отецот. И секогаш, ама секогаш значи воскресение. Така и ќе пееме во празникот, на празникот кој што ни престои, наместо 35-та песна на Светата литургија. На крстот Твој му се поклонуваме, Христи, светото Твое воскресение го воспеваме и славиме. И сега, што значи тоа да се носи крстот свој? И што значи крст личен? Тука
tukaj nema definicije in ne jednostavno da se objasni zaradi toga što za sekogo to znači različno nešto. Krstot na sekoj od nas je ličen i nepovtorljiv. I seći krst je težak volna mera v koja što Bog mu dava sili na čovjeku da go nosi. No nikogaš ne je težak za nosenje ako se žive vo Hristos i se odi po Hristos. Nevozmožno je da se nosi krstot ličan ako se slučuva nadvor od svetotajinski od životna crkva ta tva nosenja. I to je jedno besmisleno nosenje i izmačuvanje, pad koji što završuva so Golgota i so pogrebenije, no pad na koji što nema voskresenije, nema uteha, nema zajednica so Bogom. Zaradi toga što predobraz na ovoj spasitelen krst izdignovanja, to kako što pročitavme vo današnjото evangelije, na ona zmija bakarna, koja što Mojsije izdignul vo pustinata, kako predobraz na krst od Hristov, koji što jedinstven isceluva od besmislota na postojenjata i od besmislota na stradanjata i na smrta. Zato gledate himnografite na crkvata, kakva ličnostna dimenzija mu dava na krst vo himnografski to ostvaruvanje. Na nekoj način poistovetuvajte go i so ličnosta Hristova. Onakve kako što Hristos je spasitelj ne izbavova i ne spasova, ta sila Hristova na one što se rastnal na krstot, preminuva i na krstot. I crkvata žive so toj opet, so vekovi. No usvojuvanje na toj opet na crkvata, lično usvojuvanje, dojde preko lično pregrnuvanje i prihvatanje na lični od krsta. A krstot čestopati za nas, hristijanite, može da značat da bitat krst i darovite so koji što Bog ne obdaril. Darovite koji što Bog njih dal i kaj sekoga od nas je različni. No ono što je važno da go znajeme je deka tije darovi ne se dadeni ne za da se gordejeme i za da prebivame vo svojevidna samoživost, tuku za da se naučime da mu blagodarime pred se na darodavnicu. Tije darovi ni se dadeni ne za da nam mi ni bide udobno i za da nas ne počituva i ne slava, tuku za da im služime na drugi. Za slava Božja, za slava na crkvata, a za polza na bližnjita. A to uopšte ne je lesno. Da se služi na drugi, znači baš to, da se nosi krstot, da se rastnuješ neprestajno. Osobeno togaš koga ke najdeš na neblagodarnost od onije na koji što im služiš. Nepočituvanje od onije za koji što se žrtvovaš. A sve to toga go dopušta Božja da promisla koja što sekoga še spasitelna za nas vo život od na hristijanite podvižnici. За да имам истата можност да се угледам и да заличиме на Него, на она Негова последна поука, последна лекција за нас христијаните, одржана не на гората на блаженствата, не на некој кораб на Галилејското море, туку на крстот, на кој што беше распнат нашиот Бог и Спасител. А таа поука е да се љубат непријателите. Не само да се љубат, туку огнено да се молиме за нив. Но не заборавајте
Јас до некаде се подготвив, го видов денешното Евангелие утрово, кое што беше за талантите, за даровите Божии, за оние кои што ги умножили, за оној несреќен човек кој што ги закопал. Всушност дјаконот ми кажа непосредно пред литургијата дека е недела пред воздвижение, па црквата предвидува да се чита друго Евангелие. Но гледате, значењето е речиси исто. И сите дарови кои што ги имаме, запаметете се, секогаш причина да му благодариме на Бог и секогаш причина да размислиме и да се освестиме дека сме должни, дека сме задолжени и дека немаме ништо свое и дека она што ни е дадено ќе се бара од нас умножено. И дека даровите кои што Бог ни ги дал за нас е благослов и проклетство во исто време. Но тоа не зависи од Бог, што ќе бидат за нас. Бог секогаш кога подарува и кога дава, даровите се добри. И намената им е добра. Но што ќе правиме со нив и што ќе станат тие действително за нас во нашиот живот, зависи од нас. Дали ќе станат благослов или ќе станат проклетство. Но во секој случај едно е сигурно. Тие се крст за нас. Крст кој што треба да го носиме со благодарност и со свесност. Дека треба да им служиме на другите. Оти Христос и на тој начин ќе се огледаме на Христос. Христос стана послушен до самата смрт и тоа смрт на крст. Само за да послужи за нас и за нашето спасение. Не му беше потребен ниту крст, ниту погребение, ниту воскресение, заради тоа што тој е бесмртен по својата божествена природа. Сето тоа нам ни беше потребно. За ние да оживееме, за ние да се научиме како да го носиме својот крст, за ние со него да се растнеме, да растнеме својата волја, човечка покорувајќи на божествената волја, да го поправиме она што нашите прародители требаше да го направат, не го направија, не дека нешто ние ќе направиме, сето тоа е направено во Христос, во неговото дело спасително. Но прегрнувајќи го својот крст, сега и овде во овој живот, го примаме во нераскинливо наследство и го усвојуваме сето она што Христос го направи за нас. Затоа служењето на другите е исклучително важно. И затоа и постоењето за другите, оти ние постоиме за да живееме во љубовна заедница со Бог и со сите оние кои што Бог ги создал. Таа заедница се остварува во светата литургија. Причестувајќи се со Бог, се причестуваме еден со друг. Затоа е невозможно да кажеме дека на Бог му служиме, а не им служиме на ближните. Служењето мора да стане наш начин на постоење во овој свет. Ако сакаме да се огледаме на Христос и да станеме христијани во вистинска смисла на збор. И еве повторно, токму тоа би значело да се носи крстот свој. Господ да ни даде сила, да ни даде разум духовен, да проникнеме во космичките димензии на крстот Христов и да ни даде љубов кон својот личен крст, какви да ни изгледа, и да го носиме со радост, со кротост, со смирение, со трпение, и сето тоа ќе ни донесе заедница и живот вечен, и што е најважно од се,
nerazkinljiva ljubovna zajednica so Bog. Evo so to, ki završam. Ne zaboravajte, Bog razpnati od Bog, ti nije ne verujeme i ne ispovedame nekakav Bog, koji što mrzeljivo i tiranski sedi na svoj božestven prestol i ne zna što znači i kako je da se bida čovek. Туку трчаме и чекориме кон преградките на љубовен Бог, кој што својата љубов ја посведочи распнувајќи се за нас. И во пресред на таа распната преградка, која што не чека на крстот, не можеме да одговориме поинаку, ако и самите не ги расшириме своите раце на својот личен, животен крст. Од единствено распнати можеме да го прегрнеме распнатиот Бог за нас и за наше спасение. Бог да го благослови.